Лисици се симнаа во Штип, се шетаат на патеката и во населбата Баби. Нивното присуство тамо е забележано последните неколку денови, а досега штипјани на овие две локации виделе најмалку 6 лисици. Уште повеќе нив ги има во околните села и населби, каде веќе се вистински проблем. Повеќе прави штета како на ловното здружение, бидејќи се знае дека ако има повеќе лисици, го нема зајакот. Исто така и рибиците ги нема, така да и нам ни прави штета, а прави штета и по селата, напаѓа значи во кокошарниците. Но ова не е најголемиот проблем од лисиците. Ветеринарите предупредуваат на многу посериозни опасности кои демнат од нив. Тие се преносители на беснилото и се опасни, а вие знаете дека беснилото представува опасна заразна болест која е смртоносна. Нивното доаѓање кон градот е како резултат на оскудноста на храна. Што значи тие доаѓаат во градот, во блиските куќи, односно во населбите, и онаму каде што најдат храна, тие остануваат овде. Поради ова неопходно е итно да се преземе нешто. Во најскоро време ќе организираме помали хајки. Ние веќе им донесовме одлука да се за секоја отстрелала на лисица да се плаќа по 300 денари, така да кој ќе почне ловот, таа бројка ќе се намали. Во меѓувреме, граѓаните на лисиците да не гледаат како на атракција, туку да бидат внимателни. Апел до граѓаните на општина Штип да не случајно направат грешка, близок контакт со нив да избегнуваат, да пазат едноставно, бидејќи знаете секој диво животно во даден момент сака да се одбрани, а во таква ситуација може да дојде до несакани последици. Инаку лисица кај која беше утврдено присуство на беснило во 2011 година беше фатена во близина на Велес. Тоа беше причина за започнување на кампањата за вакцинација со поставување мамци кои содржат капсули со средство против беснило. Кој е ефектот од вакцинацијата нема точни податоци, па поради ова внимателноста е неопходна.